Почитувани љубители на спортот, почитувани гледачи на КМ телевизија. Понеделник, 8 ноември, а вие ќе гледате во продолжение спортски преглед. Богат викенд, како и претходно, меѓутоа денес ќе започнеме со првиот собир на фудбалската репрезентација на Македонија пред двата надпревари од квалификациите за светското првенство. Последни надпревари од квалификациите во четврток играме против Ерменија на гости во Ереван, додека во недела на 11-ти, односно се извинувам на 14-ти во недела, во Скопје ќе ја пречекаме селекцијата на Исланд. Токму затоа селекторот Благоја Милевски денес во 12 часот точно на Пладне ги собра репрезентативците веднаш на стартот. Проблеми со повреди, Јаховиќ е повреден, нема да дојде, исто така и новиот фудбалер кој што дебитираше минатиот прозорец во октомври, Ердал Ракип, нема да дојде поради повреда. Токму поради тоа се повикани двајца нови фудбалери, тоа е Доријан Бабунски како дебитант од Ботев Враца, како и повратникот Енур Тотре кој што во моментов настапува во првенството на Албанија, односно во екипата на Тирана. Фудбалерите вечерва ќе тренираат во Скопје, како и утре, и потоа веднаш со чартер одат во Ерменија, каде во четврток во 18 часот ќе го одиграме надпреварот против истоимената селекција на гостински терен. Токму затоа, прволигашите своето коло го одиграа во саботата. Наредниот викенд ќе имаме пауза во првата и втората фудбалска лига, а веднаш одиме со резултатите од 13-тото коло од првата машка фудбалска лига. На градскиот стадион во Тетово во саботата Ренова Шкендија локално дерби 0:1 со голот на Гури, Синдрид Гури, прецизно стрелаше во 23-та минута. На останатите надпревари Пелистер Струга 0:1 со голот на Малевски во 27-та минута. Македонија Ѓорче Петровш купи 2:1 за домашната екипа Адем во 65-та и Филиповски во 92-та минута, додека за гостите од Скопски Чаир Ѓорѓиевски во 71-та минута беше прецизен. Брегалница Штип Скопје исто така 2:1, Стојанов и Ѓокич за домашните, Јашаровски за гостинската екипа. Со истиот резултат заврши и надпреварот помеѓу Тиквеш и Борец, Ивановски и Христов за домашните, Љума за гостинската екипа и на последниот надпревар Работнички академија Пандев 0:3, Мирчевски двоен стрелец и Крстевски за екипата од Струмица. На табелата во водство е екипата на Шкупи, иако загуби од Македонија Ѓорче Петров, сепак останува на врвот со 29 поени. Второ место за Академија Пандев со 25, трето и четврто место за Ренова и Брегалница со по 22 бодови. Петто место е Шкендија со 21, шесто место Струга со 19, седми е Работнички со 18 бодови, осмо место за Македонија Ѓорче Петров со 17, Скопје на 9-тота позиција, веќе во зоната на баражот со 16 бодови, 10 е Тиквеш со 10 бодови и во зоната за испаѓање Борец со 8 и Пелистер со 4 поени. Во второлигашката конкуренција, група Запад се одиграа надпреварите од 10-тото коло. Изненадување на колото, победата на гостивар на гостински терен против Воска Спорт во Охрид со 0:1. Овој надпревар предизвика големи реакции во јавноста поради инцидентите кои што се случувале на полувремето и после надпреварот кога физички биле нападнати судиите на овој надпревар. Екипата на Тетех загуби со 2:1 на гостувањето во Струшка Велешта. Беса од Добридол на домашен терен поразена од Охрид со 0:2. Уште едно изненадување ова коло. На останатите надпревари Силекс Кадино 7:0 и Вардар Кораб 1:0. На табелата во водство екипата на Силекс со 28 бодови пред Воска со 21 и Вардар со 20. Тука се затвора кругот на оние екипи кои што ќе се борат за првите две позиции на табелата. Во долниот дел на табелата, условно кажано долниот дел, оние екипи кои што ќе се борат за опстанок, односно за избегнување на баражот за опстанок, Кораб со 14 бодови на четвртото место, Гостивар и Велешта 5 и 6 со по 12, седмо место за Тетех со 11 бодови, осма е Беса со 9 бодови, деветто место за Охрид со 7 и Кадино 6 поени на последната позиција.
Одиме сега со изјавата на Славчо Георгиевски Тупан, шефот на стручен штаб на екипата на Тетекс, кој што ја даде за нашата телевизија веднаш после поразот од 2:1 од Велешта. Не би ги делал полувремењата на прво и на второ. Одигравме лош натпревар според мене. Честно да се признае кога не се игра добро и мислам дека со залагање како во првото полувреме и со индивидуални грешки, што веќе се повторуваат не знам по кој пат, нема што да бараме бодови. Ако тргнаме добро, влеговме трет натпревар поред, влеговме во една криза и мислам дека време е да се дигнеме затоа што нема да ни биде добро понатаму. Бевме во ситуација се бориме за горна табела, меѓутоа 3 порази поред не простуваат другите екипи и се спуштаме долу на табелата, но не се предаваме, излеземе од оваа криза, полека ќе се вратат повредените играчи и мислам дека кога ќе бидеме покомплетни ќе успееме да се вратиме на добрата позиција која што ја посакуваме. Кажавте дека влевавте во една лоша мини серија од 3 порази, меѓутоа сега следува пауза во првенството поради репрезентацијата. Како ќе ги искористите овие 15 на дена до наредниот натпревар? Овие 15 на дена ќе бидат поставени на тоа сите повредени играчи кои што се во стројот да се вратат, да бидеме комплетни, затоа што очевидно е дека имаме проблем, недостаток од тие играчи и некои од тие што ги заменуваат не си ги спомнува врските. Така да ќе гледаме овие 2 недели, се консолидираме и да се спремиме да бидеме подобри во остатокот од сезоната. Продолжуваме со резултатите од петтото коло на првата женска фудбалска лига на Македонија. Во Македонска Каменица во саботата се одигра дербито на колото помеѓу Саса и Љуботен 1:1. Љуботен, иако имаше водство од 1:0, со голот од пенал на Лулу, бразилската интернационалка, сепак домашната екипа во 94-та минута изравни со голот на репрезентативката Ана Димитровска. Но овој надпревар вреди да се истакне одличната арбитража на младата и перспективна судијка Марија Конеска. Екипата на Шкендија, вториот тетовски представник во оваа конкуренција на домашен терен, загуби од Борец со 0:4. На останатите надпревари Атлетико и Статов 0:6, Речица Топгол 4:0, Скопје Ас Юнајтед 3:1 и надпреварот Тиверија Деспина не го дочека својот крај откако беше прекинат на стартот од второто полувреме при резултат од 3:1 за домашната екипа и овој дуел ќе биде регистриран со 3:0 службено за екипата на Тиверија. Екипата на Деспина допатувала во Струмица, се извинувам, меѓутоа дел од нивните фудбалерки немале сертификати за вакцинација, а немале ниту негативни тестови за COVID-19 и токму поради тоа гостинките останале со помалку фудбалерки, а откако 2 од нив се повредили, останале и со 6, со што надпреварот бил прекинат. На табелата во водство екипата на Тиверија со 12 бодови пред Саса со 11. Следуваат 4 екипи со по 10, тоа се Борец и Статов, Ас Юнајтед и Љуботен. На седмата позиција е Скопје со 9, 8 место за Деспина со 6, па една група од 3 екипи од 9-тото до 11-тото место, Речица, Шкендија и Тобол со по 3 поени и на последното место е Атлетико без ниту 1 поен. Одиме веднаш сега со изјавите од актерите од надпреварот помеѓу Шкендија и Борец, кој што се одигра вчера на стадионот на спортскиот центар во Тетово. Според мене денешниот надпревар беше супер. И за двете екипи. Во првото полувреме направивме 4 гола, а во меѓувреме во второто не направивме ниту еден гол. Тоа значи дека и нашата екипа беше добра и покажа многу добри потези. Се надевам дека во иднина ќе имаме повеќе успеси. Ова е едно искуство за сите нас. Што очекувате од наредното коло? Очекуваме победа, како и секој наредно коло. Очекуваме дека ќе бидеме подобри и подобри. Па добар првенствен надпревар, малце бев изненаден од домаќините, прво играе многу коректно, морам да ги пофалам. Мораме да им вратиме со иста мерка у Велес. Коректно, поштено се од страната на судиите. Објективно бевме појаки многу у секој дел на теренот. Се гледа дека кај нив помлада екипата, имам ја 4 странци во екипата што полека се вклопуваат. И со ова сега аспирациите ни пораснаа за да одиме на прво место. Али ќе видиме, ова првенство за мене ќе биде најинтересно,
пошто се јавија 5-6 екипи што ќе рефлектираат таму и нема да се знае кој од кого ќе изгуби. Што очекувате од наредното коло? Па наредното коло играме со Деспина, мислам дека исто ќе постигнеме добар резултат. Ќе се приклучиме таму кај што ни е местото и мислам дека сме меѓу тие трите екипи што конкуриме, ние, Саса и Тиверија. Па сакам да кажам дека во првото полувреме бевме многу игравме многу понапред, бевме многу посупериорни, имавме многу повеќе шанси за гол, за разлика од второто полувреме каде што малку се потиснавме поназад, ама сепак бевме многу поквалитетна екипа за разлика од екипата на Шкендија и се очекуваше да победиме денешниот надпревар. Значи, со кого играте во наредното коло и што очекувате од наредното коло? Во наредното коло играме во Велес со Битолон, со Деспина и се разбира дека очекуваме да победиме. Дали во првото полувреме бевте поактивни откако во второто полувреме, пошто Да. не гледавме ниту еден гол од двете страни? Да, бевме поактивни во првото полувреме, но се разбира дека многу сме уморни во овој период, пошто играме среда, сабота и многу има замор за скоро време. Многу сме заморни. Мислим да е мој тип лепо, да сме лепо отворили утакмицу, испоштовали договор со клуб, дали Го отворивме рано резултатот со постигнатиот гол во втората минута и така дадовме до 4 голови во првото полувреме, а на второто полувреме се одмаравме, некако се опуштивме иако имавме добар резултат. Очекуваме победа во наредното коло и да сме конкурентни за шампиони, како и во секој надпревар идеме на победа. Продолжуваме со резултатите од петтото коло на третата лига. Запад, Арсими напредок 3:2, Влазрими Речица 4:2, Пролетер Трабзонспор 3:2, Камењане Љуботен 0:0, Нераште Врапчиште 1:4 и Дрита Зајац 2:0. На табелата Врапчиште и Арсими со по максимални 15 бодови, меѓутоа Врапчиште е прв поради подобрата гол разлика, имаат плюс 19 од 5 надпревари. Следуваат Речица и Дрита на третото и четвртото место со по 12 бодови, петто место за Влазрими со 9, шесто место за Љуботен со 7 поени, по 6 бодови имаат Напредок и Зајац, по 3 бодови имаат Нераште и Пролетер, 11-то место за Камењане со 1 бод и последен е Трабзонспорт од Горна Бањица без ниту 1 поен. Интересно е да се истакне во оваа лига дека после 5 одиграни кола, односно 30 надпревари, имаме само еден нерешен резултат, токму оној помеѓу Камењане и Љуботен, кој што заврши 0:0 во ова коло. Меѓутоа, гостите од Тетово имаат за што да жалат на овој надпревар, бидејќи промашија пенал за победа, односно домашниот голман успеа да го одбрани ударот од 11 метри. Продолжуваме со првата машка одбојкарска лига, се одиграа надпреварите од петтото коло, односно некомплетното петто коло. Екипата на Лирија загуби со 3:2 на гостувањето во Пробиштип од екипата на Весна Пробиштип. По сетови 21:25, 25:21, 25:23, 17:25 и во последниот решавачки сет 15:7 за домашната екипа. На останатите надпревари Јанта Волеј Струмица 0:3, Борец Штип 3:0 и Македонија Џио Дибра Волеј 2:3. Интересно е тоа што екипата на Дибра Волеј ја забележа првата победа во својата историја. Ова е, чинам дека, трета сезона како што екипата од Дебар се надпреварува во прволигашката конкуренција и ова е прва победа за нив историска. Сепак не е со максимални 3 бодови, ќе освојат само 2 од надпреварот во Струмица, бидејќи загубија 2 сета. Колото ќе биде затворено вечерва со градското дерби помеѓу Шкендија и Универзитет Тетово. За резултатот од овој надпревар ќе информираме утре во вестите на КМ телевизија. Кога сме веќе кај машкото одбојкарско првенство, вредно е да се истакне тоа дека надпреварот од минатото коло помеѓу Лирија и Борец, кој што заврши со победа на домашната екипа од 3:2, ќе мора да се преигра, бидејќи така одлучија комисиите на Одбојкарската федерација на Македонија. Минатиот понеделник разговаравме за ова, имаше спорни моменти на овој надпревар.
кои што на крајот сепак донесоа преигрување на дуелот. Според одлуката на Одбојкарската федерација, овој надпревар треба да се одигра најдосно до 17 ноември, но од екипата на Лирија од Жеровјане сум информиран дека и тие ќе приложат приговор за овој надпревар на оваа одлука, па останува да видиме што ќе одлучи Одбојкарската федерација на Македонија. Одиме на женската конкуренција во првата лига, исто така надпреварите од петтото коло беа на програмата. Единствениот тетовски представник во оваа лига, Универзитет Тетово, поразен со 3:0 од Јанта Воле Кисела Вода на гостински терен по сетови 25:13, 25:22 и 25:20. На останатите надпревари Пелистер Волеј, Наковски Волеј 1:3, Вардар Работнички 0:3 и Фитфан Волеј Струмица 0:3. Во втората женска одбојкарска лига на Македонија се одиграа надпреварите од четвртото коло. Двете тетовски екипи доживеа порази од максимални 3:0. Те Волеј загуби на гости во Кичево од Ускана со 3:0, како што веќе кажав, додека Бамикор со истиот резултат загуби од Македонија Макс во Струмица. На останатите надпревари Куманово, Јанта Волеј Форца 0:3 и Виктори Волеј Младост Угада 1:3. Слободна ова коло беше екипата на Вардар Ема од Скопје. Кога сме веќе кај одбојката, изминатиот викенд се одиграа и првенствените надпревари во младинските категории, каде што одлични резултати постигнаа тетовските екипи и во машка и во женска конкуренција. Продолжуваме со кошарката, шесто коло од првата лига, екипата на Гостивар е изненадувачки поразена на гостувањето во Скопје против дебитантот во лигата Феникс. Гостивар во последниот период од надпреварот влезе со предност од 19 поени, меѓутоа на крајот загуби со 87:81. На останатите надпревари Пелистер Куманово 97:71, Академија ФМП МЗТ 2 84:74, МЗТ Скопје Работнички 87:66, Кожув Евроникел 86:79 и ТФТ Ангели 78:67. На табелата во водство е екипата на Пелистер со максимални 12 бодови од 6 надпревари, односно Пелистерци имаат 6 победи од 6 надпревари. Второто и третото место го делат МЗТ Скопје и ТФТ со по 11, од четвртото до шестото место се Гостивар, Академија ФМП и Работнички со по 10 бодови, седмо место е за Феникс со 9, осмо за Кожув со 8 бодови, од 9-тото до 11-тото место Евроникел, МЗТ 2 и Куманово со по 7 бодови и последна позиција за екипата на Ангели со 6 бодови, односно 6 порази од 6 надпревари. Кошаркарите на Тетекс продолжуваат со слабите игри оваа сезона и го забележаат третиот пораз во серија. Тетекс загуби на гостувањето во Охрид во саботата со 86:74. На останатите надпревари од петтото коло на втората кошаркарска лига, Хераклеја Баскет Кам 63:88, Вардар Соколи Штип 79:81, Шкупи Партизан Водно Санс 97:100, Чаир Црндрим 98:87 и Струмица Борез Баскет 92:88. На табелата во водство е екипата на Чаир со максимални 10 бодови од 5 надпревари, додека Тетекс е последен со 6 бодови, односно една победа и 4 порази, заедно со екипите на Борец, Црндрим и Хераклеја, меѓутоа Тетекс е последен поради најслабата кош разлика од сите овие екипи. Тетекс има минус 87. Во третата лига Запад, надпреварите од третото коло беа на програмата. Тетово Булс поразен на домашен терен од Мега Баскетот Прилеп со 71:86. На останатите надпревари Иба Баскет Дибра Иглс 84:56 и Работнички 2 Албес 119:56. Во водство се екипите на Работнички, МКК Куманово и Мега Баскет со по 2 победи од 2 надпревари, додека на четвртото место е екипата на Тетово Булс со една победа и 2 порази. Во женската кошаркарска конкуренција надпреварите од четвртото коло на втората женска кошаркарска лига,
Екипата на гостивар поразена на гостувањето во Кавадарци од лидерот Трокал со 78:50. На останатите надпревари тим Арена Штип Гризли Скопје 50:65, Ринија Куманово Шкупи 37:79 и внимавајте сега, Мега Баскет Прилеп Патриот Делчево 13:123. Неверојатни 110 поени разлика за екипата од Делчево. На табелата, како што кажав, во водство екипата на Трокал од Кавадарци со максимални 4 победи од 4 надпревари, додека Гостивар е на 5-тата позиција со 2 победи и 1 пораз. За крај на денешниот спортски преглед, надпреварите од втората ракометна лига на Македонија, екипата на Јехона забележа победа на домашен терен против Партизан од Гевгелија со 42:33. На останатите надпревари Преспа Вардар Неготино 18:29, Шампион Скопје Борец 22:30 и Работнички Младост Богданци 28:32. Тука во водство се екипите на Вардар Неготино и Младост од Богданци со по 18 бодови, додека и Јехона од Гостивар е на делба на третата позиција заедно со Драчево со по 15 бодови. Првите 4 екипи од секоја група во втората лига обезбедуваат пласман во плейоф разигрувањето за пласман во Суперлигата, во она најквалитетна ракометна лига во Македонија. Кога сме веќе кај ракометот, македонската ракометна репрезентација одигра 2 контролни надпревари против Египет на гостински терен, забележавме 2 порази од 32:25 и 31:26. Овие надпревари се како подготовка пред оние главни подготовки кои што ќе се случат кон крајот на декември, почетокот на јануари, пред почетокот на Европското првенство. Ќе играме во Дебрецин во група со Словенија, Црна Гора и Данска. Селекторот Кирил Лазаров на овој надпревар имаше можност да провери неколку потенцијални репрезентативци кои што добија шанса, а останува да видиме во следниот период кој ќе биде официјалниот список на повикани ракометари кои што ќе настапат на Европското првенство во Унгарија. Воедно, тука го завршуваме денешниот спортски преглед. Довидување и се гледаме повторно следниот понеделник.